Кога Бог дава, тој дава во изобилство. Неговата благодат не е едва и доволна, само колку да се преживее. Евангелието ни вели дека сите јаделе и сите се наситиле, а по јадењето учениците собрале 12 полни кошеви со остатоци. На почетокот апостолите се плашеле дека нема доволно. На крајот, секој од нив носел по еден кош полн со храна. Како Христос да сакал секој лично да ја понесе поуката. Она што вие го сметавте недоволно, во моите раце стана изобилство. Кога ја гледаме својата беспомошност, често го молиме Бог да ни даде макар и минимум. Само да издржиме, само да престане болката, само да не пропаднеме. Нашите молитви се сведуваат само на преживување. Бог се разбира ги прима и таквите молитви, но 12 кошеви ни покажуваат дека Божјата благодат не се мери според нашата сиромашна проценка, според нашите стравови и сомнежи. Со овој пример, Христос ни ја покажува неговата великодушност. Тој дава штедро и не поттикнува да се молиме со таква доверба. Тоа се разбира не значи дека Бог секогаш ќе ни даде материјално изобилство и луксус, или дека ќе го направи нашиот живот секогаш лесен. Понекогаш неговото изобилство се открива како сила да издржиме, мир насреде неволја, вера во неизвестноста или љубов што не се исцрпува кога се раздава. Но нашите молитви не треба да бидат обвиткани во малодушност и страв да не случајно Господ не ни даде. Тие треба да бидат исполнети со вера, со надеж и со очекување дека она што Бог ќе ни го даде нема да биде сиромашно или недоволно, туку ќе биде токму она што ни е потребно за спасение и за исполнување на нашиот животен повик.